Здраво на сите. Јас сум Виктор и доаѓам од првата краудфандинг платформа во Македонија, односно поточно сум еден од основачите на ова платформа и денеска сме овде да зборуваме за една тема која што прилично е нова и не е толку популаризирана во Македонија, а ево својот зачеток, а сепак има значени резултати за тоа кратко време колку што е актуелна за нас овде во Македонија. Најпрво, колку од вас знаат што е краудфандинг? Или имаат слушнато? Да, така. Имаш некоја идеја околу тоа? Супер, одлично. Вака. Самиот збор краудфандинг, односно групно вложување, онака како што во Македонија популарно треба да го кажуваме, своето потекло го има од една друга форма која што се вика краудсорсинг, односно добивање на работи во смисол на ноу-хау, во смисол на дизајн, на креација, од многу голем број на луѓе, се со цел да се постигне некаква заедничка цел, односно да си помогнеме едни на други, односно она што ние го немаме, а другите го имаат да го споделат со нас. Сега, како тогаш краудфандингот овдека се вклучува со цело ова, наместо сорсинг го имаме зборот фандинг, односно финансирање. Ако го гледаме самиот збор, односно двата збора крауд, јавност и фандинг, ќе дојдеме до заклучок дека јавноста треба да финансира нешто. Концептот на групното вложување не е ништо ново, постоело и постои. Колку од вас имаат искуство со групно вложување во животот некогаш? Сте биле ли на роден ден на кој што сите заеднички како друштво сте собирале пари за да купите подарок на одредена личност? Тоа ви е одличен пример за краудфандинг, односно сите заедно давате мали суми на пари, постигнувате некоја голема цел, купувате подарок, а се разбира за возврат ќе добиете бесплатна пијачка, супер забава, супер музика, дружба, нешто кое што роденденецот, оној кој што ја организира забавата, ќе ви го даде за возврат. Одличен пример е и свадбата. Сите ние носиме некаков вид на поклон, а сега се по-актуелно е да носиме пари, така? За возврат добиваме бесплатен оброк целата свадба и супер забава. И сега, како што кажав, групното вложување е систем каде што многу луѓе сметаат дека групното вложување може да биде успешно само доколку искочиме во јавност и кажеме дека нас не се потребни одредени средства на пари. Сите оние кои што мислат дека тоа е лесно, малку се лажат, зошто бидејќи се работи за еден долготраен и макотрпен процес, на кој што треба целосно да му се посветите. Како функционира модерниот краудфандинг, кој што е целосно електронизиран? Порано се собирале пари вака, како што зборуваме од човек на човек за одредена цел. Денеска се тоа се одвива на интернет. Сите оние кои што имаат некаква идеја, а сакаат да ја спроведат, но немаат доволно финансиски средства, се обиделе да најдат финансиски средства од одредени индивидуи, луѓе кои што имаат пари, но го добиле негативниот одговор во смисла тоа се премногу пари, јас сам да ги вложам во реализација на одреден бизнис, идеја, проект и така натаму. Токму затоа тука доаѓа и јавноста, која што ќе го поддржи вашиот проект преку мали суми на пари во еден одреден период. Тие мали суми на пари нема многу да го оптеретат нивниот буџет, но за вас ќе бидат многу значајни средства, затоа што, еве да речеме дека сме 20 на луѓе овдека во просторијава, секој од нас да даде 100 денари, ние веќе имаме 2000 денари собрани, кои што можеме да ги вложиме и инвестираме во некаква си реализација, некаква си интересна идеја. Нешто кое што го кажуваме како факт, а е премногу интересно, оние кои што биле во Америка се воодушевиле од статујата на слободата, која што е поклон од
францускиот народ до Америка, но кога стигнала статујата во Америка, американците сватиле дека тие немаат на што да ја постават. Ја добиле како статуа, но постаментот не бил таму. Што се случило? Џозеф Пулицер иницира собирање на средства за да се изгради постаментот. 100.000 луѓе собираат $100.000 во тоа време, чија вредност денеска е близу 2,5 милиони долари. Заедно го градат постаментот, на кој што ден денес стои статујата на слободата, а за возврат на сите оние кои што вложиле пари во таа идеја, нивното име се појавило во тогашниот магазин World. Значи, било гордост да си го видите вашето име во некој магазин кој што го добиваат милиони луѓе во Америка. Краудфандингот како нов концепт е прилично развиен, иако е во своите зачетоци. Сега ова е малце контрадикторно, но ако ви кажам дека се предпоставува, односно се предвидува дека милиарди долари ќе се соберат преку краудфандинг платформи во целиот свет, иако знаеме дека само во Европа постојат близу 300 краудфандинг платформи, а во Америка тоа се брои во илјадници, можеме да сватиме дека се работи за еден проект кој што добива многу голем замав и токму затоа ние, инспирирани од тоа, рековме зошто да не и во Македонија. Што е тоа што не разликува од другите е она кое што се фокусираме на македонски проекти. Значи, кај нас на Let's Fund It може да се промовираат, односно да бараат пари од јавноста, само проекти кои што се поврзани со Македонија. Еден од најмаркантните примери за успешен краудфандинг е првата председателска кампања на Барак Обама, кој што многу најголемиот дел од средствата за неговата кампања тој токму ги собра преку краудфандинг. А една од наградите беше вечера со него и со Мишел во домот на оној кој што вложил. Каква мотивација би било да вложите пари и председателот иден на вашата земја да дојде и да вечера во вашиот дом. Само накратко, Let's Fund It е непрофитен проект кој што е раководен од Summer Work and Travel алумни организацијата. Прва таква алумни организација во светот, да не зборуваме многу за тоа. Дали некој бил овдека на Work and Travel? Супер. Значи, ти си дел од заедницата која што го создаде овој проект и заедница која што се надева дека ова ќе биде една успешна приказна. А е финансирана од Alumni Engagement Innovation Fund, фонд кој што секоја година доделува финансиски средства на иновативни проекти, а е раководен од State Department-от, односно Бирото за едукација и култура. И за поздравување е тоа дека Let's Fund It во конкуренција од 680 проекти од преку 140 земји во светот успеа да биде победник на овој напревар. Неколку интересни факти. Кога го почнувавме целиот овој проект, се соочивме со коментарите од типот тоа функционира во Америка, дај симнете се на земја во Македонија, сте вратете се од Америка, тоа нема да успее во Македонија. Но ние бевме решени и бевме уверени дека таа перцепција ќе ја смениме, иако не верувавме дека за толку брзо време ќе имаме вакви бројки како што имаме денеска. Се вели дека само 3% од американската популација вложува во краудфандинг, односно во групно вложување. Ако тие 3% ги преведеме во македонски бројки, тогаш ќе дојдеме до една солидна бројка од 60.000 луѓе. Односно, тоа е нашиот таргет, да најдеме 60.000 вложувачи кои што ќе го поддржуваат групното вложување во Македонија. За 4 години постоење на Kickstarter, најпознатата краудфандинг платформа, 115 македонци вложија $10.450 во различни проекти. За 5 месеци 251 македонец вложија $255.501 во краудфандинг проекти. Нешто кое што нас не радува, нешто кое што ни дава надеж дека овој проект, оваа иницијатива може да успее. Да не зборувам многу за како се одвиваат работите, затоа што подоцна ќе се навратам на тоа, но
Само една илустрација за сите оние кои што не биле на Let's Fund It или немали искуство да ја посетат страната. Најуспешниот проект е проект за пишување на книга и финансирање на патување на Тибет за да се заврши последното поглавје од книгата. Проектот бараше 60.000 денари, успеа да собера 79.000 денари, што е за поздрав. Самиот наслов на денешната работилница е моќта на краудфандингот. Краудфандингот нема да биде моќен доколку не ги следиме правилата на игра и начините на кои што треба да го правилно да го користиме. Доколку сте креативец, доколку имате некаква иновативна, интересна идеја на ум и сакате по секоја цена да ја реализирате, првата работа што треба да ја направите е да пробате да ја развиете вашата приказна, затоа што целата работа со краудфандинг и односно групно вложување се движи околу таа интересна приказна која што треба да ја продадете. Од која ќе ја имате сериозно разработено таа приказна, почнете да ја ширите прво со вашето окружување. Зошто со вашето окружување? Затоа што тие се секогаш првите од кои што ќе ги добиете првите иницијалните средства за поддршка. Многу е по-реално и многу е по-очекувано да добиете првите средства да ги добиете од вашите најдобри другари, роднини, пријатели и така натаму, отколку некој кој што воопшто не ве знае. Вашата заедница, понатаму, ви гарантираме дека сигурни сме, убедени сме, дека ќе ја поттикне останатата заедница која што не ве знае, да вложи во вашиот проект. И ова го зборуваме не затоа што така негде сме прочитале, туку затоа што се потврди и со овие 5 месеци на функционирање. Како ќе ви кажам нешто подоцна. Бидејќи сме млади, немаме пари, ја имаме приказната, имаме ентузијазам, единствен начин да ја промовираме нашата приказна е преку социјалните мрежи. Максимално искористување на социјалните мрежи. Како? На тој начин што ќе ширите вашата приказна со тоа што ќе привлечете што е можно повеќе луѓе. Прост пример. Доаѓа еден ентузијастичен лик во нашата канцеларија и вика сакам да правам театарски перформанс во автобус. Како може да ми помогнете? Прво нешто што ја прашавме, како ти се вика проектот? И она вика алтернативен театарски перформанс. Бла бла бла. Ние рековме не смееш така, затоа што нема да привлечеш луѓе. Сега размислуваме каков е пристапот на луѓето кон театарот, кон се и секој на кој да му се спомне театар, прво нешто што му паѓа е драма. А драма има и едно друго значење, што значи хаос. И уште ако го ставите во автобус, луѓето или кафич, така, луѓето ќе си помислат дека нешто се случило во градски автобус. За неполни 2 недели од поставувањето на видеото на драма во автобус, видеото со кое што Теја Беговска бараше средства од јавноста, имаше преку 5000 views. Зошто? Луѓето едноставно мислеа дека се случило нешто во автобус, па ајде да видиме. Теја успеа за само 20 дена да собере 115% од средствата кои што ги бараше. Значи 15% повеќе од она што го планираше. За денеска, нејзиното видео од драмата во автобус, која што се вика Контрола, да има преку 35.000 views на YouTube. И да добие шанса својата представа да игра како официјална представа на програмата на Скопско лето. Зборуваме за проекти кои што може да донесат нешто позитивно за општеството, нешто кое што можеби општеството не го слушнало, но многу им треба. Токму затоа социјалните мрежи се местото каде што ќе може да најдете највеќе поддржувачи. Но не треба да ја фокусирате вашата активност само онлайн. Треба да се трудите и да се мрежувате со луѓето кои што ги знаете и кои што ве поддржуваат и вака. Затоа што довербата која што треба тие да ви ја дадат, односно вие да им ја покажете, а тие да ве дадат поддршка, тешко се гради. И токму затоа треба да бидете внимателни и да не ги заборавите вистинските луѓе и секојдневното живење и промовирање на вашата идеја. Секако,
никој нема да ви даде пари доколку за возврат не добие нешто. Краудфандинг проектите мораат да понудат на лицата од кои што бараат поддршка, иновативни, интересни награди, кои што треба да бидат директно поврзани со активноста, односно она кое што тие го прават. Понудете и на јавноста нешто кое што ќе биде интересно не само за вас, туку и за нив. Теја Беговска понуди билети, а една награда која што имаше двајца вложувачи беше да бидете спомнати во представата, значи да бидете лик во представата. Значи мала работа, која што не за неа чини ништо, но значи многу за оној кој што ќе ги даде парите. Бидејќи успеав лично да се запознам со личноста на која што беше вклучена во представата, беше изненадување. Не знаете каков позитивен ефект имаше. Секако една од работите која што на почетокот ни беше голем предизвик е што македонската јавност не сака да се замара со правење и инвестирање на време во тоа што сакаат да го постигнат. Видеото е најголем предизвик за секој оној кој што сака да направи нешто на Let's Fund It или на било која друга платформа за групно вложување. Видеото не треба да биде професионално. Проектот кој што собра милионски суми на пари, кој што е најуспешен краудфандинг проект во целиот свет, го има снимено своето видео со аматерска камера од мобилен. Така што не треба да изгледате профи за да ја привлечете јавноста, едноставно треба да имате одлична идеја и одличен и иновативен начин на нејзино презентирање. Доколку ги следите овие совети, ќе имате успех. А ако веќе зборуваме за успехот, да се вратиме на фактите. Најпрво овој инфографик кој што го изработи Димитар Атанасовски, на кој што сме му премногу благодарни и кој што направи пресек на колку тоа вложувачи има. Верувате, се изненадивме дека прилично го следиме трендот на светските краудфандинг платформи. Ако $25 е просекот, кај нас таа сума е многу блиску до тоа. Нормално мажи и жени не ни сакаме да бидеме исто како светот, затоа што веруваме дека и мажите и жените имаат капацитет да поставуваат и да вложуваат во проекти. И секако категориите во кои што може да се вложува, Let's Fund It поддржува проекти кои што се вистински проекти, односно имаат свој почеток и крај. Имаат резултати кои што ќе можат да бидат видливи и споделувани со луѓето. Имаме 9 категории, 7 досека се искористени. Најпопуларна, како што може да видите, е стартап. Значи, секој оној млад човек кој што верува дека има интересна, иновативна идеја, а му требаат некои символични, финансиски символични. Велам символични затоа што за да се започне на бизнис потребно ви се неколку илјади евра, а не веруваме дека го имаме тој капацитет денеска, иако можеби треба да се проба. Првиот успешен проект на Let's Fund It е Домино да ефект. Ако сте купувале пица од Ред кафе, може сте ја виделе кутијата на која што ги има логоа на фирми и компании и купони кои што може да ги користите понатаму. Гледате, такви мали проекти добиваат одличен ефект кај луѓето и собираат многу брзо време пари. Нема да должам многу, би сакал да слушнам прашања, коментари од сите вас тука присутни. Требаше микрофон, така? Колку одите според очекуваното, колку се успешни тие проекти и понатака, дали имате некакви информации дека стварно тие продолжуваат и дека нешто се развива? Во светот краудфандинг платформите велат наше е да бидеме алатка која што луѓето може да ја користат за да соберат пари. И тоа е мит кога се вели дека краудфандинг платформите собираат пари. Не собираме ние пари. Ние сме само мост помеѓу вложувачите и оние кои што ги собира парите. Вие сте тие кои што би ги собрале парите. Ние рековме, знаејќи го македонскиот менталитет, а и знаејќи дека сакаме да створиме некој бренд и доверба кај јавноста, рековме дека
парите кои што ќе бидат собрани ќе се исплатат во 2 рати, со тоа што првата рата се исплаќа веднаш после успешниот проект, а втората рата ќе се исплати тогаш кога креаторот на проектот ќе ги потроши овие првиве пари и ќе ни достави извештај, на многу едноставен извештај за реализација на тоа што го направиле. Проектите кои што досега се успешни како проекти на Let's Fund It, можеме со сигурност да кажеме дека се проекти кои што се реализираат и се видливи. Домино ефект е бизнис кој што се уште работи, постои, одлично му оди. Драма во автобус е проект кој што, верувате, кога го слушнавме, рековме ова ќе биде хит и стварно испадна дека е хит. Значи, преку краудфандинг успеавме да го разбудиме јавното сообраќајно предпријатие и да ја контактира теа и да ја даде 12 бесплатни представи во автобус. Човекот после мостот Блаже е на добар пат да замине за Тибет и здравје на крајот на летото да се врати во Македонија и да ја заврши книгата. Имам еден проект кој што ни е многу драг и кој што вериме дека е еден од вистинските краудфандинг проекти. Тоа е проектот на Гора Цветковски за геймерска емисија на онлайн. Успеа да собера 61.750 денари од 85 луѓе. Значи, успеа да стварно да собере јавност. Луѓе кои што никогаш нити го познавале, лично мислам, може го гледале на телевизија, може би им бил познат, ама ете. GG е најавено почнувањето на проектот на 1 септември. Така што она што досега собрало пари на Let's Fund It се успешни проекти. Најчесто сте млади луѓе, тоа што тие што не само што аплицираат, туку и тие што донираат. Вложуваат. Вложувачите по правило се луѓе кои што имаат пари. Знаејќи ја состојбата на младите во Македонија, тој процент сепак е за поздравување. Популарен концепт е помеѓу младите и затоа младите се носители на целата оваа работа, но тоа не значи дека повозрастни луѓе или луѓе кои што мислат дека не се вклопуваат во тоа младинско друштво не можат да... Баш поради тоа сака да ти кажам да излезете малку од тоа социјални мрежи, да побарате некако начин да пристапите до луѓе што стварно имаат пари и може да ги донираат, вложат. Нема да дознаат преку социјални мрежи. Да, тоа го правиме. Токму затоа еден од големите вложувачи на Драма во автобус беше компанија која што беше заинтересирана да вложи во проектот и токму затоа секој оној креатор кој што ќе дојде кај нас да го објави својот проект, му велиме дека пожелно е да има награди кои што ќе бидат за компании или за луѓе кои што имаат повеќе пари. Кој е процесот на аплицирање за добивање средства за одреден проект преку Let's Fund It? Let's Fund It не прави селекција на проектите, само дава мислење. Нормално, доколку не влегувате во ниту една од категориите кои што се наведени на страната, нормално дека нема да може да поставите свој проект. Но платформата е премногу едноставна, креирате ваш профил, потребни се само име, презиме и имейл, се поставува проект во 3 чекори, поставувате видео, поставувате слика, краток опис, долг опис и ги правите наградите. Како проект стигнува кај нас во база, нашиот тим го разгледува и ви дава совети кои што ќе ви помогнат на вас проектот да биде што е можно подобен за финансирање. Моментот кога ви кажувам дека дошол некој креатор кај нас, тоа не е стандардна процедура. Барем на почетоков сакаме да се запознаеме со сите нив лично и да работиме заедно со нив во текот на нивната кампања. Премногу е едноставно и мислам дека секој млад човек многу лесно може да пристапи. Не. Акциониот план ќе го увиди јавноста со тоа што ќе им го понудите во едно кратко, интересно, иновативно видео и тој текст таму кој што ќе го поставите. Исто така, нешто кое што можеби е значајно, на платформата може да се вложува од било кое место во светот, што значи дека
работиме на тоа да се поврземе со македонската диаспора, па да не се жалат веќе дека нема конкретни проекти во кои што може да вложат, еве да им дадеме шанса да го направат тоа преку една краудфандинг платформа, нешто кое што за нив е многу поприфатливо и познато отколку тука на нашите. Иако се докаже дека нашите луѓе, дека македонците, ако видат интересна идеја која што ги засега нив и нивното окружување, се спремни да вложат макар и минимални средства. Ма некој друг што сега постои прашам? Не, онда ќе, окей. Имаше на Kickstarter нели како поголема платформа што е слично како ваша. Едно време правеа пара видео ствари што им беа како за промоција. Не знам дали беа како буквално краудсорс, тоест луѓе ги измислија им рекоа кој јаве пуштате ги во циркулација, али тие беа многу кул начин ако ништо друго барам да извадиш на како се вика надворна виделина да извадиш платформата за што поише луѓе да ти ја видат. Размислиле ли некад за правење на некоја таква видео од македонска перспектива, кој што би било реално пара видео, нема да биде реално за собирање пари, пошто да речеме ќе биде за правење на не знам на летечки Jedi темпл на сред плоштад што ќе го замени војнот на конј, али во секој случај ќе биде прилично забавен проект, а малку CGI треба за тоа, али не е премногу тешко. Вака. Многу магнети ќе требаат, многу струја ќе троши, стварно не изводливо. Вака, значи во моментов се работи во моментов се работи на нешто слично, нешто каде што луѓето кои што не дознале никогаш ништо за Let's Fund It, ќе имаат можност да видат што е тоа и како е. Одлична е сугестијата, работиме, може нема да биде во форма на проект, затоа што сепак некој можеби ќе се излажи и ќе вложи. Така е. Но во други форми да, секако. Супер предлог. Имам едно прашање. Нешто што не го спомна во презентацијата или барем не слушнав јас, а тука го пишува дека значи Let's Fund It, доколку се собера средствата кои што се потребни за одреден проект, зема 5% провизија, но што се случува доколку не се соберат тие средства? Како платформа го прифативме моделот кој што вели ако не ги собереш средствата, тие се оставени на располагање на самите вложувачи. Односно, тие одлучуваат каде ќе одат тие средства. Дали ќе им се вратат на нивната сметка, ќе бидат реинвестирани, ревложени во некои од другите активни проекти на платформата, или, без разлика што креаторот не ги собрал средствата, ќе му бидат дадени како поддршка за неговиот проект. Нешто што се случи со Горасти, со Джиджи. 5% провизија се наплаќа на сите оние пари кои што ќе бидат исплатени од страна на Let's Fund It. Веруваме дека секој оној кој што вложил одредена сума на пари во некој проект се решил да ги даде тие пари и дека на крајот тие пари ќе завршат кај креаторот, освен доколку тој не им прати или таа не им прати порака дека тие пари мене не ми се доволни за да воопшто нешто започне. Значи, предпоставам сега не го имам отворено, не го имам, сум слушнал претходно за сајтот за платформата. Значи, предпоставам дека е врз база на кориснички профили, па така се води сметка кој колку вложил и тоа се знае дали тој дел од вложувачот ќе оди некаде на друго место или ќе се ги врати парите. Вака, краудфандингот, убавината во краудфандингот, односно групното вложување, што е целосно транспарентен модел. На самиот проект има јасно, видливо е колку пари се собрани, колку се бараат, колку денови се останати за до крајот на кампањата, кои од наградите колку пати се барани и така натаму. Ако сте вложувач и ако вложите во некој од проектите, ви стигнува на вас мејл за благодарност и дополнително доле ги добивате контакт информациите на креаторот на проектот. Истото го добива и креаторот, вашите контакти. И се надеваме дека ќе стигнеме до ниво каде што креаторите и вложувачите ќе бидат во константна комуникација, затоа што тоа е всушност краудфандингот не е алатка само за собирање на пари. Краудфандингот е одлична алатка да го промовирате вашиот проект и да изградите односи со вашите потенцијални поддржувачи и купувачи.
многу бизниси денеска на глобално ниво промовираат своји собствени проекти, производи и услуги преку краудфандинг, се со цел да ги вклучат поддржувачите во процесот на градење. Вие можете во текот на кампањата да им понудите на вашите вложувачи да ви дадат идеја како да изгледа вашиот вебсайт. Па заедно со нив на некој тип на форум да го изградите тоа. Има еден интересен проект во, сега да не одземам уште време, има еден интересен проект во Велика Британија, Bike Shop. Дизајнот на точаците се целосно од вложувачите на преку краудфандинг направени. Па се решија да го прошират проектот затоа што добија многу повеќе пари од тоа што бара, па направија некаков скул. Таму па можеше да се отиде на пракса во нивната работилница заедно со нив, да се види како оди тој процес. Така што групното вложување, Let's Fund и сите оние глобални краудфандинг платформи може да се користат за било каква промоција на вашата иновативна идеја. А зошто веруваме дека Let's Fund е подобро решение за македонските иноватори? Е тоа што многу е по-логично да барате поддршка од луѓе односно луѓе кои ќе имаат директно влијание или ќе имаат директен бенефит од реализација на проектот. Не можете вие да барате од американци пари за проект кој што го засега вашето мало. Така што, освен ако немате добро развиена мрежа во Америка, значи еден успешен краудфандинг проект од Македонија е реализиран од Fulbright студент во Македонија, која што беше во Штип, и искористи незината мрежа, значи таа сепак е американка, искористи незината мрежа во Америка да собере средства за проект во Македонија. И тоа е опција. Да. Ова е нешто како алтернатива на работење преку здруженија, па со грантови од фондации и така натаму. Значи ние средствата кои што ги Така даваме, алтернатива е на ние средствата кои што ги даваме на креаторите се даваат во вид на грант, наменски средства за реализација на конкретен проект. Да. Ајде Иван. Фала ти. Малку подоцна се приклучив, не знам дали некој го постави прашањето, колку вкупно проекти до сега се поддржани? На самата платформа имаме 10 проекти кои што досега беа поставени. 3 од нив се целосно финансирани, односно го надминаа она што го бара, и многу голема е веројатноста доколку стигнете до побаруваната сума да ја надминете. Еден е финансиран 1/3, што значи дека бараше 180.000, доби 60.000 денари, но за среќа сите вложувачи се решија да му ги остават парите без разлика што не ја постигна целта, и останатите проекти, за жал, заради одредени причини, не успеа да стигнат до целта. Од тие 10, еден е наш пробен проект, чисто да се види како треба да се пушти, да се направи, да се постави и така натаму. Инаку, светската статистика кажува дека 50% од проектите кои што побарале средства преку краудфандинг биле успешно финансирани. Сега тука имате малку неточна информација, затоа што има платформи кои што викаат можете да изберете flexible financing, што би значило дека колку пари собрам, толку добијам. Па и тие се сметаат за успешни, а сепак не ја достигнале целта. Како и да е, процесот на промовирање и собирање на средства преку групно вложување бара целосна посветеност и вклучување на заедницата, која што ја таргетирате. Така што колку повеќе ја вклучувате заедницата, толку поуспешен проект имате. Мислам дека треба да привршуваме, така? Да. Тука сме, ќе бидеме до крај. Тука слободно, кој сака, нека не исконтактира. Благодарам.